Големата руско-турска војна заврши на самиот почеток на март 1878 година со потпишување на Сан-Стефанскиот привремен мировен договор. Со него, Турската империја требаше да се повлече од најголемиот дел на Балканот, вклучително и од Македонија. Меѓутоа, надежите на македонците за ослободување од турскиот јарем наскоро се изгубиле со одлуките на Берлинскиот конгрес, кој во јуни и во јули 1878 година реши Македонија и понатаму да остане под турска власт. Член 23 од Берлинскиот договор, кој наместо слобода за Македонија предвидел некакви реформи од страна на турските власти, бил доживеан како глупава фраза, а односот на Европа кон Македонија како арогантна неправда. Возбудата и отпорот во Македонија на решенијата на Берлинскиот конгрес биле толку големи што било решено да се крене општо македонско востание и со повторното жртвување на македонците да се повлијае врз европските сили да го сменат решението за Македонија. Познато е писмото на македонските печалбари од Турну Северин. Затоа нам сега ништо не ни останува, освен да се кренеме сите македонци против нашите непријатели и да ја пролееме крвта за ослободувањето ни, за да види цела Европа оти сме народ достоен да ја прими слободата и да застанеме во редот на просветениот свет со нашата ни администрација. Со оружјето во раце да и докажеме на европската јавност дека сме за слобода. Слобода, слобода, смрт или живот. Протестот на Македонија бил изразен преку специјална делегација пред кнезот Дундуков Корсаков. Кнезот Дундуков Корсаков бил представник на привремената руска управа во Бугарија. Дундуков Корсаков рекол: Револуционерниот комитет дал решение за востание против турците. Обврската да ги повика и поврзе војводите од теренот паднала на Димитар Поп Георгиев Беровски. Четничката и војводската база на востанието се пополнила со бројните војводи и чети кои се наоѓале на струмички терен и пошироко. Во Малешево, Мелничко, Драмско, Серско и Петричко. По кусо време пред востанието почнале да пристигнуваат чети од цела Македонија. При крајот на 1878 имало чети од Битолско, Леринско, Костурско, Охридско, Тетовско, Дебарско, Малешевско, Мелничко, Драмско и Серско. Востанието почнало на 5 октомври 1878 година. Со напад врз турската војска во Кресна. Почнало големото македонско востание, кое било општо македонско со ослободителен, национален и државотворен карактер. Нападот на турскиот гарнизон, сместен од двете страни на Струма, бил извршен од селаните на Влахи, Оштава и Кресна и од четите предводени од Стојан Карастојлов, Коста Кукуто, Стојо Торолинко и Крсто Аризанов. Битката била целосно добиена, Аскерот се предал на востаниците. По тој повод, Димитар Поп Георгиев Перовски и Калмиков го издале следното соопштение за сите македонски благотворителни комитети во кнежеството. Ние, македонските востаници, го следевме своето дело.
Вчера водевме битка 18 часа со 2 булука редовна турска војска. Битката заврши со пожртвување на 1 убиен и 3 ранети од нас. Од турците има 9 убиени и 11 ранети, а заробени 119 војници и 2 офицери со нивното оружје и материјал, односно 149 пушки и поголема количина патрони, 12 коњи, повеќе вреки брашно, оружје и друго. Турците биле истиснати и натерани да се повлечат. Фронтот се стабилизирал. Востаниците избрале своје раководство. Како воен командант, атаман, бил избран Адам Калмиков. За началник на штабот бил избран Димитар Поп-Георгиев Беровски. За негов заменик, задолжен за оружје и за благајната, бил избран Ѓорѓе Михајлов. За војводи по ранг биле избрани Стојан Карастојлов, Коста Георгиев Кукуто, Стојо Торолинко и Крсто Аризанов. Димитар Поп-Георгиев Беровски ја соопштил и адресата, за да може да кореспондира со Џумајскиот македонски благотворен комитет. Адресата била штаб на востаниците македонски, село Влахи. Димитар Поп-Георгиев Беровски секое писмо што го испраќал и до другите комитети во кнежевството го именувал со македонски. Калмаков, на председателот на Џумајскиот комитет, Босилков, му напишал: Вие се стеснувате да напишете и од Македонскиот комитет. Тоа име нема да умри, заради што ви изјавувам дека без зборот Македон, вашите писма ќе бидат враќани назад. Ве молам да им се јави за истото на сите комитети. Како што соопштува и генералниот руски гувернер во Бугарија. Димитар Поп-Георгиев Беровски сите писма што ги праќал како началник ги дефинирал началник на штабот на македонското востание. Тој од 14 октомври панатаму до неговото апсење, покрај таквиот свој подпис, писмата ги подпечатувал со тркалезен печат на кој пишувало: на македонското востание 1878. Печат началник штаба. Тој печат бил порачан и употребуван од македонското востаничко раководство според негова одлука, без за тоа да бидат претходно известени или прашани споменатите комитети во кнежеството. Востанието по битката во село Влахи земало брз и победоносен тек. Се ширело кон Мелничко, Драмско и Серско, и кон Малешевско и Пијанечко. Биле ослободени 54 населени места, 5 околии со 32.000 население. Димитар Поп-Георгиев Беровски непрестано барал да му биде доставувано оружје и пишувал писма до Македонскиот џумајски комитет. Тој вели: Вчера ви напишав за завземањето на селата Ново село, Брезница, Морска, Будилци и Сливница, но без муниција не можеме да се впуштиме далеко. Од секое мое писмо испраќајте сведенија до комитетите и прашајте ги зошто досега се држат ладни кон оваа страна, а во Кјустендил трупаат се без каква и да е полза. Востаничкото раководство во секое ослободено место задолжително формирало управен совет, стражи и селска полиција. На 17 октомври создало и полициско начелство како орган на востанатиот народ за сета ослободена територија, со задача да регрутира востаници, да собира данок, да доставува до востаниците воени потреби, да ги следи избеганите, да го чува поредокот и спокојството на населението. Димитар Поп-Георгиев Беровски продолжил да испраќа писма. Испратете 20 товари патрони, пратете писари за полициското началство, имаме многобројни писма кои доаѓаат од внатрешноста на Македонија. Да, должност е наша, но должноста на писар да се исполнува без писар е невозможна. Возвратил Димитар Поп-Георгиев Беровски на приговорите на тие барања. Во друго писмо, Поп-Георгиев Беровски му приговара на Џумајскиот комитет заради тоа што испраќа доброволци без да бидат наоружени. Тој вели:
А ние немаме тука фабрика за оружје, а таму на другата страна трупате без никаква потреба. Во друга прилика на неочекуваното прашање на Босилков дали им е потребно оружје, Поп Георгиев возраќање. Ама ние да ве прашаме, а вам ви требали да стојат патроните таму? Тоа ваше прашање е многу неуместно. Ние постојано бараме оружје и патрони, а вие не прашувате дали ни требаат. Многу чудно. Недоразбирањата продолжиле и натаму и по други прашања, но најважното спротивставување било по прашањето за политиката и тактиката на востанието. Од страна на комитетот на раководството се барало да се водат битките од место во место, партизански, да се крева шум, а не да се води постапна и систематска борба. Намерата на востаниците било да се добие автономија. Надежите кои ги имавме гледаме дека се губат. Следователно, гледаме дека вие си играте со нас. Ако продолжувате со тоа, барем кажете отворено за да знаеме што да правиме. Вашата должност е да ни помагате со средства, а од воена страна вие просто треба да бидете посматрачи. Како што гледаме дека комитетот просто си игра со нас, ние ќе бидеме принудени да ја почнеме нашинската. Вие и другите комитети ќе одговарате пред Бога и пред народот. Совесно размислете со каква сила сакате да се отвори толкав круг. За Бога помислете со испратените од вас први и последни 60 пушки. Колку чети обезбедивте? Во меѓувреме востанието се одвивало под целосно раководство на македонските војводи. Востанието напредувало со започнатите помасовни напади на турската војска. Софискиот комитет испратил писмена наредба, подпишана од владиката Мелети до Џумајскиот комитет, со која бара да се отстрани и уапси Димитрија Поп Георгиев и да се вратат и вклучат во востанието странците како Адам Калмиков, Сретковиќ, Војткевиќ и другите, и тој, Џумајскиот комитет, да не дозволи повторување на борбите. По отстранувањето на Димитар Поп Георгиев Беровски, полека-лека почнала удалницата на востанието. Имало големи цивилни жртви на незаштитеното население. Почнале интервенции на Софискиот комитет. Во разлог, сега четите биле предводени од Луј Војткевиќ. Кога дошла поголема турска чета, тој го оставил населението под турски нож. Македонското востание полека почнале да го напуштаат македонските војводи, кои се повлекувале во внатрешноста на Македонија, а местното население, гледајќи ги манипулациите, го напуштило востанието. Медија со светото народно дело. Димитар Поп Георгиев Беровски се обидел да ги поправи грешките сторени при неговото отстранување од востанието. Тој се сретнал со Натанаил Охридски, му ги изнел причините и проблемите од комитетите и нивните луѓе во востанието, му ги изнел и причините за судирот со Калмиков и Војткевиќ. Натанаил и самиот ги чувствувал проблемите кои произлегувале од комитетите. Во Натанаил Охридски тлеел македонизмот и неговите спомени од заедничката борба со Димитар Поп Георгиев Беровски за обнова на Охридската архиепископија,
комитет се спротиставил на комитетите на кнежеството на пробугарската политика. Во правилата било напишано: нашата цел на македонското востание не е никаква тајна. Таа е ослободувањето на Македонија. Таа земја на славните словенски просветители и учители, Свети Кирил и Методи, кои со векови страдаа под турското иго. Востанието во Македонија, кое сега е уште локално, треба да се прошири низ цела Македонија. По ослободувањето на татковината ќе подготви устав за уредување на македонската држава како автономија во Отоманската империја или надвор од неа, ако тоа го дозволат европските велики сили. Населаните ќе им ја гарантираат приватната собственост на земјата и имотот. Местните власти ќе водат строго сметка за зачувување на имотите на турците кои со чесен труд си го заработуваат својот леп. Секој кој што ќе направи штета на имотот на таков турчин ќе биде суден и осуден на најстрога казна – смрт. Најстрого се забранува ширењето на омраза на религиозна основа. Да не се прави делење на националностите, бидејќи секој е рамноправен граѓанин и е под заштита на законите на Македонија, на македонската држава и македонската управа. Најстрого се забранува да се бесчести верска установа, црква или џамија, или да се врши грабеж на ваков имот. Да тера по старо, бугарските центри решиле Димитар Поп Георгиев Беровски да биде уапсен и со тоа конечно да биде отстрането неговото влијание врз востанието. Од тогаш па натаму, странците почнале да ја водат својата политика. Со крвта на востанието, со населението на Македонија, со храброста на војводите и четниците кои се бореле храбро за една идеја – автономија на Македонија.